Сега оно што следува во продолжение, почитувани, е линковско вклучување. За момент се селиме надвор од студиото на Алфа телевизија. Еве гледате и вие, ја гледате нашата Ивана. Ивана, добро утро. Следува уште нешто многу интересно. Трето издание на фестивалот на улична храна, стрит фуд. Нешто што ќе се случува, претпоставувам, деновиве. Повели да слушнеме за што станува збор. Токму така, Ирина, добро утро до тебе, добро утро и до сите наши гледачи. Ако нешто му недостасуваше на Скопје, дефинитивно е овој фестивал, од кој што пред 3 години ентузијастите од Бистро Комедија или еден од нив, Даниел Семуновски, кој што е заслужен за организирањето на овој настан, му подарија на Скопје и на главниот град нешто што сите го очекувавме со душа, а тоа е Скопје Стрит Фуд Фестивал, кој што третото издание ќе започне утре, а ќе се одржува се до 22 јуни или до недела, или 5 дена ќе бидат исполнети навистина со превкусна храна, која што верувам дека многумина ја немаат пробано досега и секако одлична музика. Но како настана целата оваа иницијатива, како се решија да го создадат Скопје Стрит Фуд Фестивал, ова утро ќе разговарам со коорганизаторот Даниел Семуновски, ќе посакам добро и убаво утро. Пред се честитки за третото издание на овој фестивал, кој што дефинитивно го заживеа Скопје во летните денови, па како ви се роди љубовта, желбата и целата иницијатива за да настане овој фестивал? Пред се добро утро, добро дојдовте. Па идејата започна токму тука во Бистро Комедија. Започнавме со настани со малку помали размери од ова сепак. Најчесто токму овие учесници кои се до ден денеска наши партнери во нашите настани ги викавме како учесници со храна, ние дополнувавме со музичка програма. Тука видовме дека интересот се повеќе и повеќе се зголемува, потоа преминавме на некои експерименти наречени Street Food Week, каде што наизменично во тек на тие 5 активни денови секојдневно они се менува. На тие настани веќе видовме дека има сериозно голем интерес од публиката, така да едноставно решивме дека тоа мора да премине во еден сериозен фестивал. Како што и напоменат, за прв пат се случи пред 3 години на истата локација. И еве се уште сме со оваа локација, иако морам да напоменам, ни станува веќе тесничка. Интересот и од учесниците и од публиката станува се поголем. Да, утре започнува првиот ден. Оваа година времето, барем временската прогноза, вели дека се ќе биде во ред, ќе биде топло, сончево и супер, нели, за да се ужива, да се забавува и да се јаде вкусна храна. Што ќе понуди во годинишното издание на Скопје Стрит Фуд Фестивал? Вака, она што ќе биде необично и различно и уникатно за разлика од останатите е дека ќе имаме една интересна интеракција со публиката наречена Street Food Festival Special или специјалки ги викаме ние. Секој од тие учесници ќе има предизвик да оформи некаков си оброк кој што ќе биде необичен, кој што го нема во своето секојдневно мени, а со тој оброк ќе учествува во еден надпревар каде што одредена жири комисија ќе го одлучи победникот. И тој победник ќе гостува на Белградскиот Стрит Фуд Фестивал, градски, кој ќе се одржи на Калемегдан од 21 до 24 август. Така да, од она секојдневно кое го конзумираат нашите посетители на самите учесници, овој пат ќе имаат шансите да вкусат и нешто необично што ќе биде наменето токму за овој фестивал. Да, уште една причина плюс за се дојди да се дегустира нели нешто ново што досега го немаме пробано, но и секако предизвик голем за сите основачи, оние кои што се нели дел од Бургер Фестот, да направат нешто добро за да можат да учествуваат нели на Белградскиот Стрит Фуд Фестивал. Покрај тоа што има многу храна, многу различни бургери, има исто така и односно секаква улична храна, нели, која што можеме да ја сретнеме низ главниот град, има и добра музика, па што ќе понуди во годинишната програма? Така е, ние секогаш се грижиме да музичката програма биде фестивалска музичка програма, сепак знаеме дека луѓето повеќе ги конзумираат бендовите на таков тип на настани, така да и овој пат имаме прилично доста сериозна програма кога станува од аспект на бендови. Започнуваме со отварање со ДНО. Потоа во четврток се Conquering Lions за прв пат, премиерно. Петок ни се South Park, сабота е Мија Переска Full Band, исто така премиерно, и недела Трио Зигот. Тие настани ќе започнуваат од 20 часот, ќе траат се до 23 часот, а потоа, кога фестивалот дека затвара, продолжуваме со диџеи на терасата на Бистро Комедија.
Да, значи сепак забавата си трае до 1 часот, од 17 часот да споменеме нели дека почнува нели бургер, односно Скопје Стрит Фуд фестивал со работа. Она што сакав да го споменам е дека покрај овој фестивал вие го организиравте Стрит Фуд фестивалот и во Штип, но и бургелоджи, така? Да, за прв пат отидовме и ван градот, па и ван општина центар. Стрит Фуд фестивал Штип се одржа во мај месец. Морам да кажам јавно дека бе пријатно изненаден како беше интересот од тамошната публика. Иако времето за жал не послужи, меѓутоа ние го видовме она што сакавме да го видиме, односно каква ќе биде реакцијата на самите граѓани на градот Штип. Помина супер. Се надеваме дека до година повторно ќе го организираме и таму. Како што и напомена, бургеролоджи се одржа на крајот на месец мај во Кисела Вода пред салата Расадник. Таму времето не послужи и иако се одвиваше во текот на работната недела, односно во вторник и во среда, помина фантастично. Така да од таму сме презадоволни, се надевам дека и жителите на Кисела Вода се презадоволни. И сега ни доаѓа така нареченото финале, односно главниот настан во нашата платформа, тоа е Скопје Стрит Фуд фестивал, меѓутоа имаме и понуди сега и од другите градови, што искрено многу ме радува, бидејќи ја почна да препознаваат нашата платформа како една од најдобрите и најорганизираните. Меѓутоа за тоа нешто подоцна или во некоја друга прилика. Да, прераснува веќе ова во традиција. Какви се реакциите од луѓето, ако можеш да се сетиш пред 3 години, каков беше фидбекот од луѓето кои што дојдоа на првото издание на Скопје Стрит Фуд фестивал? Искрено луѓето се многу желни за ваков тип на настани, бидејќи не се оние класични музички настани каде што да речеме оди некоја си таргетирана публика, ние буквално ги отвараме вратите за секоја генерација. Значи, од најмало до највозрастно, луѓе преку ден доаѓаат со своите деца, со миленици, така натака, навечер доаѓаат нормално помладите, можеби поради музичката програма. Меѓутоа, реакциите уште од првиот ден, уште од првиот фестивал се навистина предобри. Да, навистина ништо што му недостасуваше на Скопје, но гледаме дека и низ останатите градови исто тоа така, па ќе ги поканеме и сите за време на викендот, нели, ако немаат работни обврски, да дојдат во Скопје, сите се поканети од останатите градови, нели, и да уживаат во третото издание на Скопје Стрит Фуд фестивал. Кои се вашите очекувања, Даниел? Па нашите очекувања како и секогаш се големи нормално. Искрено она што ќе ви кажам и некој реален податок што успеавме да го изброиме според некои си продадени оброци во текот на изминатите фестивали, се движи негде некоја си бројка од 15 до 20.000 оброци во текот на тие 5 работни денови, така да се работи за сериозна бројка, за сериозна посетеност. Нормално дека очекувањата се тоа се повеќе од година до година да расте. Да повторно влезот е слободен, почуваме секој ден од 17 часот до 23:30, поканети сте сите да уживаме, да вкусиме нешто уникатно, нешто ново за прв пат еве и на изданието по трет пат. Да, јас ќе ви посакам исто така успешно издание и се гледаме во некој од наредниве денови на Скопје Стрит Фуд фестивал. Благодарам. Да, ќе ве поканиме сите вие кои што сакате да уживате во добра, вкусна улична храна, сите вие кои што сте гурмани, но и сите кои што сакате да уживате во музиката и се она што ќе го понуди третото издание на Скопје Стрит Фуд фестивал од утре, 18 јуни до 22 јуни до недела. Паркингот кај Бистро комедија или театар комедија е отворен за сите вас за едно вистинско ново уживање кое што ни се случува во главниот град. Одлична информација, Ивана, благодарам многу за ова линковско вклучување и се надевам дека ќе најдеме време и јас и тија и гледачите да дојдат и да го ја посетат оваа манифестација.